Добар ден на сите, меѓутоа прегле. Многу голема трагедија, тежок ден за сите нас. Не можам да најдам зборови за утеха. Изразвам најдлабоко сочувство на сите семејства, на починатите и на повредените деца. Треба денеска сите да сме сплотени заедно и да направиме се што можеме како држава, како институции да помогнеме на семејствата. Навистина немам повеќе зборови, не знам што да кажам. Заедно со директорот ги видовме пациентите и изразувам благодарност до медицинскиот персонал, до директорот и сите доктори кои навистина многу професионално ја извршиле својата работа. Тежок ден, се надевам дека ова никогаш нема да се повтори на нашата држава. Тендерувар, потажност медија, тендерувар штета. Многу е краток периодот за да има некакви промени, не очекуваме никакви промени во однос на утринското обраќање кое што го имав. Сега за сега двајца пациенти се наоѓаат на респиратор, значи потребна подршка од респираторна машина. Останатите се во стабилна состојба, но ви реков, тоа е динамична работа која што се менува од саат до саат, така да тука сме за сите потреби на самите пациенти, во координација сме со останатите болници, со Министерството за здравство и ги правиме сите напори да обезбедиме се она што е потребно. Во моментов имаме се што е потребно, однос на некој дополнителен третман ќе се договараме како во нашата болница на конзилиумот, така и со останатите болници. Дали може би некои пациенти од овде би се префрлале во други болници, во приватни или тие се понудија? До сега немаме барање за лекување во приватните болници до нас стигнати. А дали ќе изискува понатаму третман, може би, тоа не можам да кажам однапред, така да ќе пратиме ситуација. Колку пациенти земји се понудиле да помогнат, дали тука има некој пациент на Да, видете, искуството кој што го имаат соседните земји во смисол на поголеми земји со поголемо искуство во однос на ваков тип на повреди, секако е добро дојдено. Евалуацијата ќе ја правиме на дневна база, да не речем на база на секој саат. Дали ќе има потреба, доколку има потреба, апсолутно сме спремни да ги премиме пациентите и да се упатат таму, колку што разбрав имаме понуда од Република Бугарија, од Република Србија, така да генерално ќе ги искористиме сите ресурси кои што ни се на располагање за доброто на пациентите. Колку пациенти се во опасност по живот? Видете, кај повредите од типот на изгореници, работата се менува, како што кажав, од саат до саат. Обично таквите пациенти во првиот момент се, условно кажано, најдобри и во зависност од сите оние повреди кои што не може првично да се приметат, знае да дојде до влошување на состојбата. Онаму каде што веќе се евидентни изгорениците, можеме да претпоставиме како ќе оди лекувањето и дали ќе треба да се упатуваат или не. Сега за сега се двајца на респиратор, има уште двајца пациенти кои што потенцијално може да завршат на респиратор во текот на денот и оставам простор да евентуално се влоши состојбата кај некој друг, со надеж дека тоа нема да се случи. Колку пациенти има титопевас и 29 пациенти се вкупно примени, Кој е најмладиот? од 17 до 45 години. Какви се интервенции извршивте? Интервенциите се класични интервенции за ваков тип на повреди. Тоа е обработка на самите опекотени. Значи, обработка е примерно отстранување на девитализираното ткиво и како заради тоа што во првиот момент не можете да видите кое ткиво е комплетно девитализирано, тоа затоа се прават преврски секој ден или секој 2 дена, каде што се увидуваат потреба од дополнително отстранување на девитализираното. До колку проценти се изгорениците од тие што се најтешки? Тргнуваат од 5-7% и до 60%, со тоа што работата е што најголем дел од опекотините се во пределот на главата, вратите, лицето, што подразбира дека најверојатно дошло и до вдишување на како на гасови, така и на пламен. Заради тоа не можеме да бидеме децидни во моментов колку ќе имаат потреба од респиратори. Освен изгореници, дали имате пациенти од стампедо што су повредени? Видете, има набиеници, за среќа нема, има кај една од пациентките е утврдено на собирање на воздух помеѓу плочните марамици, каде што е поставен галондрен, од други посериозни повреди не. Да,
што се на работа, сите дошли на работа.